она што следува во продолжение на програмата. Еве, ја гледам веќе нашата Ивана Линковско вклучување. Ивана, добро утро. Заедно со тебе треба да е доктор Оливер Зафировски, директор на клиниката за пулмологија. Ке ве оставам и со внимание ќе го следам јас, а верувам и гледачите овој разговор, бидејќи навистина темата е многу актуелна. Ке зборувате за влијанието на аерозагадувањето врз здравјето на луѓето. Ивана, повелете. Да, како што спомена и ти, актуелна тема за која што зборуваме во зимскиот период, но не е актуелна само годинава, туку се провлекува некако години наназад, а тоа е високото загадување, односно високиот број на PM10 честички во воздухот или штетни честички, кои што и тоа како могу да загрозуваат животот на човекот, особено на Скопјани, но тука ќе ги споменам и Битола и Кичево, кои што исто така се многу често загадени градови, односно имаат висока концентрација на PM10 частичките. Затоа, какво е влијанието на аерозагадувањето врз човечкото здравје? Ова утро ќе разговараме со директорот на пулмологија, доктор Оливер Зафировски. Докторе, ќе ви посакам добро и убаво утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата за ова утро за гледачите на Добро утро. Секое утро да апелираме, односно со ваши совети на некој начин да им кажеме како да се заштитиме во овие студени, зимски и загадени денови. Добро утро до вашите гледачи, чест и задоволство што ќе имаме дел од препораките што ќе помогнат на нашите граѓани. Како што знаете, последните месец дена Скопје се наоѓа меѓу првите 10 најзагадени градови во свет. Последната недела се искачи на високото 5-то место, а во еден момент бевме и најзагаден град на ниво на светот. Тоа значи дека на вистина Скопје има енормно зголемено аерозагадување кој што штетно влие на здравјето на сите граѓани. Посебно на младите, односно децата, има уште полошо и токсично дејство аерозагадувањето. Посебно PM частичките 10 и 2,5, тие се најлоши кои што дават и трајни и поголемо штетување на белите дробови. Посебно PM 2,5 микрони, тие навлегуваат во сите наши органи, кажано, и создаваат на хемиска реакција кои што доведува до заболување кај луѓето и кај децата посебно. Затоа треба навистина да ја подигаме свеста за аерозагадувањето не само во зимските месеци, него воопшто за здрава клима која што значи здравје. Кислородот оној што е добар за сите органи и за нашето здравје. Нажалост, ние малку некако сме запоставени, го запоставаме само тоа кога имаме енормно зголемување се збори за аерозагадувањето. Треба да збориме дека во Скопје се помалку има зелени површини, имаме бетонизација на Скопје, зголемен сообраќај, диви депони кои што го загадуваат, така да мислам дека свеста ќе работиме на подигање на свеста на сите граѓани во Скопје и во Македонија. Да, што на докторе според вас кој што треба да го прават сите луѓе во овој зимски период, односно како ние самите на некој начин да превенираме, да се заштитиме од високото аерозагадување? Секако да се заштитиме од високото аерозагадување, пред се треба да земеме што повеќе витамини. Ако сме изложени на надворешни фактори, да носиме маска или шал, а она што препорачуваме дека во раните утрески часови кога аерозагадувањето е најголемо, да не се прави физички активности или други, затоа што повеќе аерозагадувањето делува. Посебно за луѓето кои што имаат хронични обструктивна белодробна болест, астма, кардиоваскуларни заболувања, како и заболувања на централниот нервен систем, не треба да избегуваат кога е енормно зголемување на аерозагадувањето во Скопје. Така, не само веќе хронично болните, туку буквално сите луѓе ги го чувствуваме последиците од аерозагадувањето. Што според вас треба да се направи како мерка во најран период, што може да се превземат активности и да на долгорочен рок да се направи промена во аерозагадувањето? Мислам дека цело време се збори со децении дека нешто ќе се направи за да се намали аерозагадувањето како во Скопје, така и во другите градови, но немаме некои конкретни мерки. Конечно, ова влада направи краткорочни, долготрајни мерки кои што треба да се имплементира за да можеме аерозагадувањето нема да се реши во неколку месеци, но треба системски да се решава. Она што е подигнано на свеста и ние веќе со професорот Спиридонов направивме пред кој што сакаме во школата да почнеме да ги едуцираме младите деца, односно школските деца кои што треба исто така да бидат свесни за аерозагадувањето и за чиста средина. Така да се почува со мерки за подигнано на
свест, а секако треба што помалку направите урбанизација во Скопје. Ако гледате, се помалку има паркови, се помалку има зеленила, секое катче е веќе бетонизирано, сообраќајот е многу голем. Ако споредуваме со она што било пред 10-15 години, имавме помал сообраќај. Сега буквално сообраќајот е зголемен и она што е најлошо, сите луѓе се возат еден најповеќе двајца во автомобил. Треба да се користи јавниот сообраќај, посебно кога имаме вака енормно загадување. Доколку го имаме, нели, редовен нажалост, ние баш овдека во Македонија знаеме што се случуваше сите овие месеци за нели јавниот сообраќај, тоа е така да и да сакаме не можеме да го користиме. Се надеваме некои поубави денови на некои поубави работи што ќе дојдат со проектите што се започнати за конечно решавање на аерозагадувањето во Македонија, посебно во Скопје, кој што е еден од најзагадените градови. Да, но сепак нели може да апелираме до граѓаните да бидат посовесни и да се договараат, например, да колеги на работа да се собираат да идат по 4-5 луѓе во автомобил, да не биде секој сам, нели, доколку за да некако на некој начин да придонесеме ние. Ги споминавме неколку пати, ги споминавте односно децата, кажавте како да се заштитат, нели, луѓето од еве како превентивна мерка, нели, самите како да си направиме некоја превенција од ова високо аерозагадување, но како можеме да ги заштитиме децата, затоа што и нив им треба да ги изнесеме, нели, надвор во зимскиот период, да ги фати воздух каков таков, нели? Значи децата навистина се радуваат на зимата и таа е на убаво годишно време, но кога има високо аерозагадување, ќе треба да останат дома, а ако излегуваат надвор, секако да носат маска или шал и да не употребуваат физичка активност. Физичката активност се практикува само кога имаме убаво плаво небо, сончево, затоа што тогаш намалено аерозагадувањето. Но сепак, ако излеземе надвор од Скопје, ќе видиме плавото небо и ќе видиме колку е загадено Скопје и се гледа од некој, ако се качиме на водни или било каде некој планет, ќе видиме колку е загаден градот. Децата повеќе имаат респирации, затоа треба да се пазат од аерозагадувањето, бидејќи повеќе штетни материи внесуваат. Посебно PM частичките 2,5 и 10 микрони штетно делуваат, бидејќи ги оштетуваат не само белите дробови, туку не влегуваат во циркулација, кои зафаќаат кардиоваскуларен систем, централниот нервен систем и кој има аерозагадување, ние сите се чувствуваме поспани, со појава на тахикардија, со влошување на белодробните заболувања, посебно на луѓе кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест, астма и други онколошки заболувања. Така да навистина аерозагадувањето не делува само на белите дробови, делува и на сите органи во човечкото тело. Да, доктори, сега еден месец, нели, веќе може и повеќе сме навлезени меѓу првите 10 градови во светот по загадување. Каква е ситуацијата на клиниката за пулмологија? Дали се поголем број на луѓе бараат заштита лекарска или пак бараат можеби хоспитализација? Така, после откако почна аерозагадувањето, нашите амбуланти се преполни и исто така и голем број на хоспитализација. Буквално немаме празно место, бидејќи нашите хроничари кои што се со астма, со хол, со онколошки заболувања ги преполни амбулантите, исто така и здравите луѓе имаат проблеми со аерозагадувањето, почнуваат и вирусните инфекции, почнува и сезонскиот грип, така да навистина сме преполни овој период. Но сепак клиниката е подготвена и работи со полна паре и ни еден пациент што е дојден овдека не е пратен, туку правиме напори да секој се добие соодветна терапија и да замине дома и да почне да ја употребува терапија што е препишана. Јас би имал еден апел за голем број на пушачи кои што знаеме во Македонија е земја која што има најголем број на консумирање на цигарност на тутун. Да барем во ова високо аерозагадување ги намалат бројот на цигарите. Она што ние као клиника последните неколку месеци го започнавме, тоа е ќе имаме центар за превенција, односно за откажување на никотин, односно за намалување на откажување од консумирање на тутун, односно пушење на цигари. Подготвени си имаме наш психолог и најверојатно ќе вклучиме и други доктори кои што ќе почнеме или ги знаеме аерозагадувањето и пушење на цигари уште повеќе и поштетно делува на здравјето на луѓето. Посебно што имаме луѓе кои што имаат хронични белодробни болести, а сепак се пушачи страствени кои што уште полоше ја влошува нивната здравствена состојба.
Да, за жал таква е сликата во Македонија, но и ве се надеваме дека со овој центар, со психолозите, со докторите кои што се стручни нели за оваа дејност, дека ќе го намалиме бројот на пушачи на цигари во земја, и дека луѓето малку повеќе ќе се освестат за тоа што внесуваат нели во себе, но и како влијае, како што зборувате дека и во зимскиот период и кога е високо аерозагадувањето уште потешко влијае на луѓето кои што пушат цигари. Ви благодарам, докторе. Ќе почнеме кампања за да можеме да подигнеме свеста. Ви благодарам, докторе, уште еднаш на одвоеното време. Така, ние ќе ве поздравиме од клиниката за пулмологија. Верувам дека овие совети кои што доктор Оливер Зафировски, директорот на клиниката за пулмологија, ги даде, дека ќе ги практикувате. Оно што е важно да внесуваме голем број на витамини во овие зимски студени загадени денови, да не излегуваме надвор кога имаме високи концентрации на PM10 и PM2,5 частичките, и секако доколку мора да излегуваме да носиме заштитна маска, и оно што е најбитно, да не ги употребуваме толку многу автомобилите, односно да бидеме солидарни, да не се возиме сами во автомобил, а да ги викнеме пријателите, соседите, колегите, и да се возиме сите заедно, нели доколку не можеме да го користиме јавниот превоз. Ивана, ти благодарам за овие навистина исцрпни информации, до тебе и до доктор Зафировски. Се надевам дека беа многу корисни и за нас и секако за нашата публика.